Не, джабе све, упетливо води, ќе го замолам собственикот со автомобил од реден број 5 да дојде на бината. Ќе не почасте со присуството, нели? Не знам, ваljda. Значи, убедливо победи со 75 гласа од публиката. Falenderim i takon të gjithë mëshirshmit, mëshirploti për këtë punë që e kemi bë. Një herë të përshëndes Elmosha për këtë organizim. Falenderit për përkrahjen tuaj shumë. Благодарност им пада на Господ ми ово возможува да стигамо до тука. Благодарам од дечките што го организирале ова. Hvala mnogo od vašeg podrška. Pozdrav od Zimi Tuning i od firma Šampion. Сега чест, hvala mnogo. Përshëndetje nga Lazimi nga Tetova. Firma Zimi Tuning, do me thënë. Ke pishi na sajtë të interesite, se ova gjozi na tuning.mk. Informatat të tij në TV faqja e këtyre, do me thënë. Për çfarë do informate? Po përshëndesim gjithë. Dhe faqja e këtyre në www.tuning.mk. Përshëndesim gjithë. Faleminderit. Hvala mnogo. Значи, освен публиката, логично е да гласа комисијата. Комисијата гласаше и доделуваме 5-6 пехари овој пат. Значи, за стайлинг, најдобар надворешен изглед и внатрешен, целокупен, значи за стайлинг, првото место му припаѓа на собственикот на Еклипса. Hvala mi mnogo. Значи, а второто место за стайлинг му припаѓа на собственикот на Астра. Да се појави тука. Vesco! Ajde, Vesco! Второ место. Секоја чест. Hvala mnogo na сите присутни. Што може да кажем, едноставно не ми е прв пат. Да, видовме. Уште еден пехар напред на Шоваршајбна, не е на одмет. Значи, третото место за стайлинг му припаѓа на собственикот на Honda. Miami Beach! Faleminderit shumë. Si çfarë thon? Ju përshëndes gjithëve. Kaç. Од возбуда нека останува без спорове. Едноставно, треба да му простиме на дечкото. Не му е прв пат, нема да му биде ни последен, ќе се навикне. Океј, одиме понатаму, значи првата награда за DB му следува на собственикот на Стило. Дефинитивно сите слушнавме колку тоа звучи и како тоа звучи. Благодарам многу. И мене не ми е прв пат, али фала многу и гледам дека многу други луѓе се потрудиле да дојдат тука и да стигнат и да ги уредат своите коли. И се надевам дека нема да остане само на ова, дека ќе има уште многу вакви други случувања. Толку од мене. Фалеминдери. Нема на
што повели друг пат. Ќе дојде место да каже нешто, само јас да кажам нешто. Го замолуваме собственикот на стилото следен пат кога ќе оди по улица да не пушта толку гласна музика. Сакам само да дополнам, пошто сега баш онака е тишина и сите може да осетат што значи преку 140 децибела. Олеко може да го паркира стилот и да искористиме тишина. Да го замалам метелева напред тоа место мене, кај мете. И него се кличевите. Ајде, мете, ајде! Полека. Значи, додека добиеме прилика да го слушнеме како тоа звучи. Второто место за Диби, за кое што ќе добијат пофалница, им припаѓа на собствениците на Фикјо, тоа тука зеленото маличкото. Секоја чест на дечките, младежни. Благодарам многу. Морам да ви кажам дека ова ми е прва награда. Секоја се почнува од една. Значи, третото место за Диби му припаѓа на собственикот на црниот голф таму, Славчо. Ако Слапчо! Ето го Славчо, иди slow motion и малко. многу си бавен. Ке почекаме, не е проблем. И така, после доделувањето на пехариве, сите одиме на ручек. Во ресторанот VIP тука на плажата. Еве, дечко, помали. Ајде, Славчо! Hvala mi na site i mene mi je pak padala nagrada. Ајде да го чуеме најгласно за Диби. Може ли уште погласно? Нема смисла да купуваш нова шоваршајмна после. Скупи се. Законот не го дозволува. Не. Добре, значи додека слушаме, можеме да продолжиме понатаму. Се надевам дека ќе одобијам вашето внимание. Дечкото е тука, никаде не оди, треба да остане. Пехарот му следува на собственикот на Астрата. Искрено до сега 3 години сум земал прво место во Македонија за Диби, али како за ески ова ми е прв пат. Фала ви на сите. Има уште многу нешта. И како што сите видовме на крајот од ова тюнинг шоу, имаше таму нешто што се дешаваше, видовме и да не видовме, насетивме, мирисаше. Некој палеше гуми, некој се вртеше у круг, некој нешто правеше, ама и за тоа што го правеа следува награда. Значи, прво место. Полека. Можеме ли да мислиме што сакаме? Во секој случај комисијата определи дека првото место ќе му припадне на собственикот на кадетот. 2011 се ближи шуса брзата. Дали ќе може собственикот на кадетот да дојде да си го подигне пехарот или менува гуми таму некаде? Не! Да? Že počnem da stažitve? Pa ne ide ti. Da Juroj... Juroj će biti ti da ti jedmo mir. Hvala многу. Само ова во населено место никако. Мислам дека се разбираме.
Луѓето се плашат и не е логично. И забрането е. Значи, толку беше оваа година за овогодишното 2010 тюнинг шоу, се гледаме наскоро. Може би летово, може би 2011, не се знае. Значи, сите комплет. Одиме во ресторанот VIP на ручек, затоа што сметам дека сите сте гладни, а и јас исто така. Се гледаме таму. Фала многу и пријатно. Уште една работа, значи за пола сат од тука тргнува колона, од сите возила, комплет на чело со победникот, Голфот 2, одиме дефилени струга, се префрлуваме во Пливалиште, Адмирал, Туламур и Грифон. Журката продолжува до Сабајле.